Дали новите царини ќе бидат почеток на нова трговска војна или алатка за нов договор меѓу САД и партнерите? Нова неизвестност во глобалната економија. Администрацијата на Доналд Трамп воведе нови царини за десетици трговски партнери меѓу нив и Европа. Вашингтон ја брани одлуката како мерка за заштита на домашното производство и корекција на трговските односи. Но, американскиот претседател не застана тука. Тој упати уште една закана – отвора нов фронт, можна истрага и нови царини како одговор на европските регулаторни мерки кон американските технолошки компании. Трамп на неговата социјална мрежа меѓу другото објави: оваа незаконска и крајно дискриминаторска практика започна на ова ниво уште во првата година од администрацијата на заспаниот Џо Бајден, но нема да продолжи за време на администрацијата на Трамп. Соединетите американски држави не се касичка прасе за Европа, ниту ќе дозволиме тоа да бидат. Европската унија не прифаќа дека казните за американските технолошки компании се напад врз САД. Брисел вели дека правилата за компании како Google, Apple и Meta се дел од европското законодавство за конкуренција и заштита на потрошувачите, а не трговска мерка против Америка. А што се однесува за царините, Европската унија реагира дека новите ограничувања создаваат дополнителна неизвестност за компаниите и извозниците. Европската унија има силни стандарди и не се согласува со образложението за воведување вакви мерки. Од Брисел порачаа дека Европската унија е подготвена да ги брани своите економски интереси, но преферира решение преку диалог наместо преку ескалација. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен претходно предупреди дека Европа е подготвена за различни сценарија, доколку САД ги зголемат царинските бариери. Европа е подготвена за секое сценарио. Германските власти предупредуваат дека постојаната неизвестност околу царините е штетна и за европската и за американската економија. Постојаната неизвестност околу царините не им помага на економиите. Економистите предупредуваат дека трговските бариери најчесто имаат двоен ефект. Ги штитат дел од домашните производители, но може да доведат и до повисоки трошоци за компаниите и потрошувачите.